Може? Благодарам. Јас ќе се повикам на член 70 став 2 од деловникот и затоа барам 10 минути да имам за продолжување на мојот предлог. Да. Верувам дека ќе го одбиете и тоа не е никаков проблем, со тоа што сакам да ве потсетам дека со правењето на преседани и во иднина оставате можност утре некоја една власт истото да го прави, да ви го прави на вам. Што не посакам така да биде, меѓутоа треба да знаете каква одговорност носи, какви прекршувања правите. А ако сме законодавен дом, треба ние први да ги почитуваме законите, а не први да ги кршиме. Меѓутоа да преминам на предлогов. Јас барам внесување на нова точка на дневниот ред, барам да се внесе законот, односно предлог измените на Законот за внатрешни работи, кој што го поднесовме на 6 мај оваа година. Во него предлагаме, значи станува збор за еден многу краток закон, кратки измени во законот. Станува збор за две измени. Првата работа е покачување на платите на вработените во министерството, односно на полицајците за 10%. И втората работа е запирање на дивењето, на самоволието на сегашниот министер за внатрешни работи, кој што ова парламентарно мнозинство му овозможи да може да унапредува по 3 места одеднаш во една строго хиерархиска средина како што е Министерството за внатрешни работи. На тој начин сакаме да колку толку ја ублажиме економската состојба кај полицајците, кај луѓето кои што ете и самиот Оливер Спасовски, самиот министер кажуваше дека се врвни професионалци кои што се пожртвувани, кои што ја чуваат безбедноста на граѓаните на Република Македонија, па доколку е тоа така, ајде да се согласиме да ја покачиме платата на полицајците за 10%, посебно имајќи во предвид состојбата во која што се наоѓаме, односно тешката економска криза во која што се наоѓаме. Зборувам претходните говорници дека само во текот на изминатиот месец, односно инфлацијата веќе достигна реална вредност барем на оние природни, односно на продуктите кои што се за значи шеќер, зејтин и така натаму, некаде до 100% на покачување. Од тие причини бараме тој закон да биде ставен на дневен ред. Понатаму во делот на, како што реков, втората точка, односно тргањето на и оневозможувањето на самоволието на Оливер Спасовски, кој што се повикува на можноста да унапредува по 3 места одеднаш и се повикува на некаков извештај од Греко. Сакам да ви известам дека таков извештај од Греко не постои и таква одредница од Греко не постои, значи станува збор за една политична манипулација со цел апсолутистичко владење од страна на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ во Министерството за внатрешни работи. Значи барам внесување на нова точка на дневен ред закон